Се уште не е познато дали така наречените паметни кукли кои може лесно да бидат хакирани и преку нив да бидете прислушувани или следени, се увезени во Македонија. Од Организацијата на потрошувачи предупредуваат и за детските часовници со GPS уред, со кои родителите ги следат своите деца, а кои исто така се подложни на хакирање и освен родителите може и некој друг да го следи вашето дете. На денешната трибина во Прилеп беше констатирано дека граѓаните се малку запознати со безбедноста на производите кои ги користат и имаат поплаки во голем број сфери. Најчесто имаме поплаки кај јавните услуги, до сега исто така, од услугите, меѓу кои исто така и кај туристичките услуги, потоа имаме многу поплаки од доменот на гаранцијата, телекомуникацијските услуги каде што се губат сигнали, многу брзото расипување на производите, значи дали е смислено или не од самите производители. И најнови се сега куклите кои што фактички се шпиунски, кои што можат све да гледаат дома. А доколку имате ваква кукла, внимавајте, значи да не се најде во вашиот дом, заради тоа што фино ве посматра што работите дома. На трибината стана збори за безбедноста на храната и производите кои доаѓаат во допир со храна. Од 2016 година беа уништени во количина од 5000 килограми производи и материјали кои доаѓаат во контакт со храната, од која количина 4200 беше машина за производство на храна, а останатите отпаѓаа на прибор. Тоа значи вилјушки, лажици. Последна информација за 2018 година е од повикување, односно повлекување на златни лажици. Во 2017 немало уништени производи и материјали поврзани со храната.